На 24. мај го славиме денот на сесловенските просветители и учители Свети Кирил и Методи. Тие се основачите на првата словенска азбука глаголицата, основоположници на словенската писменост и литература, а исто така се заслужни и за културниот развој на сите словенски народи. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, посветен на светите браќа, утринава беше отслужена литургија по повод празникот. Родени се во градот Солун од родители мајка Марија и татко Лав. Свети Методи е посар роден во 816 година, а Константин подоцна Кирил во 827 година. Основно образование добиле во родниот град и средно и високо во Цариград, во познатото Магнуско училиште, и набрзо биле забележани со својата природна надареност и трудолюбивост, па така и добиле соодветна научна служба. Свети Методи бил повеќе години во црковна служба во нашите краишта, околу реката Брегалница, тогашен Баргала, а во тоа време биле покрстени повеќе илјади жители од тој крај. По неколку години Свети Методија се повлекува во манастирот Полихрон во Мала Азија и започнува всушност нината и Господу се придружи има брат му негов по име Кирил. Тука, во овој свет манастир, започнува всушност нивната духовно-научна работа. Преку молитва и пост, а врз основа на грчката азбука околу 855 година, бидејќи требало да преведат поважни делови Светото писмо, како и светите богослужбени книги на словенски јазик. Во меѓувреме се укажала потреба за една многу важна мисија меѓу источните народи, а тоа се хазарите, сарацените, арабите и други, а од житијата на светите браќа се гледа дека тие таму со успех ја ширеле и бранеле христијанската вера. Во 862 година великоморавскиот кнез по име Ростислав побарало да византискиот цар Михаил мисионери кои на разбирлив словенски јазик ќе проповедаат Христовата вера. Бидејќи во тие краишта доаѓале западни мисионери и проповедале на туѓа неразбирлив латински и германски јазик. Царот Михаил не се мислел многу кого да испрати, бидејќи светите браќа Кирил и Методија веќе биле доволно познати и како научници и како мисионери. Во нивното општено житие читаме од тие се од Солун, а таму сите зборуваат меѓу себе добро словенски јазик. За кратко време Свети Кирил и Методија одрале поспособни ученици, соработници. На прво место бил Свети Климент и Свети Охрид Чудотворци, кои потекнувале од Македонија, ги подготвиле најважните книги и тргнале во голема мисија во Запад, каде насловените во денешната Чешка, Словачка па и цела Европа им ја проповедале Христовата вера на нивен мајчин и разбирлив словенски јазик. За жал, од завист и љубомора, а пред се од политички причини, западните мисионери ги оптужиле светите браќа кај папата во Рим со лажни клевети дека тие проповедаат погрешно и на негов непризнат јазик. Во тоа време, 868 година, папа бил Адријан II. По прегледувањето на книгите и сослушувањето, папата со големо задоволство ја благословил одбранил работата на мисијата на светите браќа Кирил и Методија. Тука тие биле ракоположени и таму биле ракоположени и неколку ученици и свештеници, а Свети Кирил и Методија за епископ. За жал, од преголема истоштеност и поради болест Свети Кирил тука почнува на 14. февруари 869 година. Чудни се патиштата на Божјата промисла. Иако Свети Кирил умрал во градот Рим, а по известно време по многу страдања се покол и Свети Методија, но нивното дело не пропаднало и нивните ученици, а меѓу нив најпознатите светили биле се Климент и Охрид Чудотворци, се вратиле во својата родна земја Македонија
i so golem uspeh go продолжиле своето дело на своите големи учители и своите родни браќа и сестри македонски Словени. За животот и делото на Кирил и Методи има огромна библиографија. Напишани се над 10.000 студии, прилози и статии. Има голем број фрески и икони инспирирани од нив, а многу цркви и образовни институции го носат нивното име. Во 11. век црквата го прогласила 24. мај, односно 11. мај по стар стил за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија пак прв пат бил одбележан на 11. мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје.